Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Градоначалникот најавуваше рушење на последната куќа за пробивање на Благоја Тоска. Семејството се противи. Започнаа работилниците по ликовна уметност и фотографија на Славчо Максимовски и Глигор Кондоски. Промовирана нова книга на Јован Илиевски и настап на хрватскиот театар Замка пред тетовската публика. Продолжувањето на булеварот Благоја Тоска во Тетово запре до последната куќа на трасата на семејството Рушити. Општината донела одлука за отстранување на објектот, но сопственикот тврди дека тоа е незаконски, затоа што спорот кој се води за експроприација се уште не е завршен. Откако го добиле известувањето од општина Тетово за отстранување на куќата на чие место треба да поминува булеварот Благоја Тоска, сопственикот Ислам Рушити се пожали на притисок. Тој тврди дека рушењето не треба да се спроведе затоа што се уште трае постапката за експроприација на имотот, односно треба да се направи супервештачење од овластен судски вештак за определување на доместок. Одлука донесена на судско рочиште во мај годинава. Според приватното вештачење цената е многу повисока од таа на општината, вели Рушити. Што ќе прави? Ја ќе седим таму, ќе му кажем и на полиција и на тие други. Зошто сме на суд? На суд сме. Да излеземе, да од судот и после ќе видиме. Не е завршен процесот поради тоа. Ние бараме колку што го прави вештачењето. 120.000 евра. Општина дава 76. Место имам све 426. Е све. Го зема околу 350 го зема. Градоначалникот Билел Касами пак информираше дека рушењето ќе го спроведат во понеделник. Во случајот, значи понеделник веќе е информирана полицијата за да асистира, за да се елиминира и последната пречка во продолжување на останатиот дел од трасата на булевардот. Се надеваме дека полицијата позитивно ќе одговори и ќе го елиминираме и последниот проблем и ќе се продолжи со динамиката. Значи објект каде што сите законски процедури се завршени, сега треба да се отстрани, значи граѓанинот и да се премести на друго живалиште. Куќата е последниот објект на трасата на која булеварот Благоја Тоска треба да продолжи во правец кон стамбениот блок 70, проект за растеретување на сообраќајот, кој граѓаните на Тетово го чекаат речиси 2 децении. Иако големите фирми со години наназад плаќаа ниски суми за електрична енергија, сега кога берзите не им одговараат, сакаат да добиваат субвенционирана струја. Регулаторната комисија подготвува измени за да се оневозможат манипулации и злоупотреби на пазарот, вели првиот човек Марко Бислимовски. Работиме на воведување на блоковска структура кај малите потрошувачи. Значи, ти имаат помала потрошувачка, и се разбира ќе има блок со цел да се избегнат овие ситуации кои што ќе има екстремно висока цена, дури можеби повисока од пазарната, за да големи потрошувачи не им се исплати да се враќаат од слободниот на регулираниот пазар. Сепак на регулираниот пазар приоритет е да се обезбедат потребите на домаќинствата по разумни цени и исто така овие мали потрошувачи, тоа се мали бизниси, микробизнеси кои што реално им треба поевтина цена на електрична енергија од таа што е на слободниот пазар на електрична енергија. Затоа што во ситуацијава доаѓаме дека фризер што вади плата и фирма што врти десетици милиони евра плаќаат струја по иста цена. Апсолутно, и токму заради тоа со воведувањето на блоковите ќе видиме колку блокови, но секако ќе има еден екстремно блок со екстремно висока цена со цел малите дуќанчиња, фризерниците, берберниците, колонијалите да си добијат тоа што си го заслужуваат, пониска цена, бидејќи тие се соочуваат со зголемени трошоци на се, а овие големи компании кои што
беа излезени на слободниот пазар на електрична енергија и реално има сериозно намалување на нивните трошоци за електрична енергија во изминетите 3 години. Доколку сакаат да се вратат на регулиран пазар на овој начин како што го прават, нема проблем, ќе се вратат, но ќе плаќаат цена која што ќе биде нешто повисока и од пазарната и верувам на тој начин дека овој тренд ќе престане и дека нема да имаме многу и трпеовци да измислуваат разноразни начини како да се враќаат назад од слободниот на регулираниот пазар. Започнаа работилниците по ликовна уметност и фотографија под менторство на уметникот Славчо Максимовски и фотографот Глигор Кондовски. Истите се одвиваат секоја сабота во просториите на Основното училиште Братство Миѓени во Тетово. Група дечиња од работилницата по ликовна уметност на чело со уметникот Славчо Максимовски денеска твореа на тема мртва природа. Работилницата во чии рамки децата ги учат техниките на цртање и сликање ја започна својата нова учебна сезона. Години наназад ваквите активности се спроведуваат во Тетово, каде што дечињата имаат можност да работат на усовршување на својот талент за цртање и сликање. Работилницата ќе се одвива секоја сабота, а во моментот часовите по ликовна уметност под менторство на Максимовски се одвиваат во објектот на Основното училиште Братство Миѓени во Тетово, кај спортскиот центар. Сакам да кажам дека ова е еден вид на академија која што се занимава со изучување на цртежот и на цртачките техники, на сликарските техники, така да детето кога ќе излезе од оваа работилница можеме да кажеме дека се стекнало сознање за целото ликовно подрачје, така да тоа е добро и за општата култура на сите деца, така да мислам дека правиме нешто добро и за градот воопшто и за државата. Претежно ги работиме неколку месеци, да кажам од 6 до 8 месеци и на крајот завршуваме со една ликовна изложба која што секако е убаво како целина за сите деца, затоа што е еден убав момент за нив. Покрај работилницата по ликовна уметност, паралелно се одвива и работилница по филмска, односно фотографска уметност, која ја предводи фотографот Глигор Кондовски. Оваа година малку ќе се посветиме малку повеќе на фотографијата. Од искуство има деца, има ученици кои што сакаат да присуствуваат. Правиме најразновидни композиции од фотографии, од архитектура до портрети. Секоја година на крајот од работилницата правиме интересен настан, како изложба покрај ликовните дела, тука се и фотографските дела. Правиме и кратки видео и така. Оваа година малку повеќе се посветиме на фотографијата и така. Помошник директорот на Основното училиште Братство Миѓени, Даниела Постоловска, со поддршка за работилниците на Кондовски и Максимовски. Ние заедно со директорот Риза Етеми, како директор на училиштето, јас како помошник директор на училиштето, разговаравме на оваа тема и одлучивме да им го отстапиме нашиот простор за изведување на овие активности, се со цел да се продолжат, да се негуваат креативните способности во делот на уметноста, конкретно сликањето, фотографијата и филмот, и како училиште да продолжиме да се негува кај учениците оваа индивидуална способност и надареност која што имаат за овие активности. Пријавите за учество во двете работилници се уште се отворени, па така сите заинтересирани дечиња може да се приклучат во нив така што ќе дојдат директно во просториите на Основното училиште Братство Миѓени секоја сабота од 10 до 12 часот. Хрватскиот театар Замка се представи во Тетово со комедијата Повеќе среќа следниот пат. Тетовската публика ја наполни салата во музеот на Тетовски крај во поранешниот дом на Арама, за да ја проследи комедијата Повеќе среќа следниот пат, во изведба на театарот Замка, Зеленски аматерски театар од Хрватска. Комедијата беше изведена на кајкавски дијалект на кој зборуваат гостите од областа Пригорје. Представата е работена по текст и режија на Штефица Фањек. Организатор на гостувањето беше Македонско-хрватското друштво. Ово е прича о едном нашем иселенику кој живи у Немачкој. Има сина старог 35 година, неуданок,
i on želi da mu se sin oženi i dovede ga u svoje rodno selo gdje bi mu želio naći domaću curu. Da li će o tome uspjeti, to će vidjeti večeras naši gledatelji. Naše društvo je prvi puta u Makedoniji i jako smo zahvalni makedonsko-hrvatskom društvu koje nas je pozvalo večeras da proslavimo zajedno s njima 20-godišnjicu njihovog postojanja. Jako su nas lijepo ugostili i nadam se da ćemo im uzvratiti mi iduće godine u Zelini. Вечерва во Тетово имаме честа да ги имаме како гости театарот Замка од Загребачка жупанија. Точно по повод 20 години од основањето на Македонско-хрватското друштво тука во Тетово, кое што се основаше на овој ден пред 20 години. Станува збор за една комедија која што за прв пат се поставува во Македонија, инаку е победник на минатогодишните смотри на театарските аматери во Загребачката жупанија. Станува збор за театарска представа која што брои околу 10 театарски актери кои што се вклучени во самата театарска представа. Па можеме да кажеме дека слободно навистина станува збор за еден голем интерес, позитивно нели сме изненадени од посетеноста на овој настан, што ни дава да речеме една дополнителна мотивација и после 20 години да продолжиме да го работиме тоа што го работевме и досега, тоа е да едноставно да работиме кон зголемување и кон унапредување на културниот живот во Тетово и воопшто во Македонија. Зелинскиот аматерски театар Замка постои од 1993 година, а има успешни остварувања во Хрватска и надвор. Најновата книга на авторот Јован Илиевски "Татко ми Босфор" вчера свечено беше промовирана во Тетово. Книгата е во издание на издавачката куќа Антолог, а нејзин промотор беше професорот по англиски јазик Перо Сарџовски. Вистинската магија на градот на Босфорот, Истанбул, можеше да се почувствува синоќа на свечената промоција на книгата "Татко ми Босфор" од младиот автор тетовецот Јован Илиевски. Атмосферата во ориентален дух, со примеси на турската историја и култура, согласно тематиката на книгата, ги засени присутните кои дојдоа во голем број, меѓу другото да му оддадат почит на Илиевски, а воедно и да му честитаат за новоиздадената книга. Илиевски видно возбуден и под силни импресии од промоцијата во неговиот роден град, несомнено горд на својот успех, но и покрај тоа скромен и подготвен да освојува нови книжевни врвови. Чувството е повеќе од совршено, не очекував толку луѓе, мислам дека и ми ги надмина очекувањата. Истанбул е преинспиративен град и штом стапнав во Истанбул знам дека знаев дека ова приказна ќе се случи и едноставно ова е денот кога излегува на виделина и конечно ја крштеваме заедно. Пофалните зборови за Илиевски не ги криеше и промоторот на книгата Перо Сарџовски, кој истакна дека Јован, иако доста млад, нескромно влегува во рангот на зрели и звучни имиња на македонската книжевна сцена. Па пред себе ќе кажам како промотор на ова дело дека станува збор за едно изврсно дело, за едно мајсторски склопена историска фикција во комбинација со современ трилер, вака да наговестам во која насока се движи жанрот на оваа книга. Јован веќе покажува дека е зрел писател, дека знае како да го постави целиот простор и целото време, целата нарација на книгата на начин на кој што лесно ќе може читателот да навлезе во приказната, истовремено на многу суптилен начин да го опише, да речеме, Истанбул конкретно и отоманскиот период и современиот Истанбул на еден начин кој што е и приемчив и го тера читателот да остане до крај ангажиран како читател за време на уживањето на целата приказна, а и го запознава со еден амбиент кој што за нас е непознат. Ние знаеме да речеме Отоманската империја од еден друг аспект, а тука веќе ја гледаме приказната од еден многу повнатрешен, посуптилен пристап. Илиевски за прв пат соработува со издавачката куќа Антолог, а од таму велат дека тој бил еден од македонските автори со кои сакале да остварат соработка. Кога пред неколку години правевме некој список на македонски автори со кои што би сакале да во наредниот период да соработуваме, Јован Илиевски се беше на таа наша листа. Неговата иницијатива сам да ни се обрати и сам да се јави, сам да дојде во Антолог, за нас беше едно мало чудо и се надеваме дека
со наредните книги ќе создаваме уште вакви вонкнижевни чуда за македонската читателска публика. Јован Илиевски достега вкупно има напишано 6 книги. Различни жанровски, но сепак напишани во стил препознатлив за него. Пишувањето му е во душа, а психологијата втора љубов. Роден е и живее во Тетово. На 19 ноември во Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово триото Шербет ќе го одржи четвртиот концерт насловен како обичниот граѓанин, херојот на Тетово. Шетајќи низ градските улици во Тетовска носија и споделувајќи фотографии на социјалните мрежи, девојките од триото Шербет запрашаа има ли место за традицијата во урбаното време на глобализацијата. Со тоа навестија дека подготвуваат ново уживање за тетовската публика. Нивниот четврти концерт ќе се одржи следната сабота на 19 ноември со два повода: 6-годишното постоење на Шербет и ослободувањето на градот Тетово. Со особена чест и задоволство сакаме да ве поканиме на овој наш четврти концерт тука пред тетовската публика. Концертот ќе биде по повод ослободувањето на Тетово, како и 6 години на постоење на групата Шербет. Овој концерт е со наслов Обичниот граѓанин, херојот на Тетово, со што сакаме да им дадеме на значење на оние луѓе кои што дале свој придонес за она што го живееме денес. Овие 6 години од постоење на Шербет исто така се значајни за нас, затоа што низ овие години успеавме барем на некој начин да ги исполниме целите кои што беа поставени на почеток при нашето основање, а тоа е да се афирмира градот, како и да се продолжи музичката традиција која што опстојувала тука со години. Шербет заедно со нивните музички колеги ќе приредат двочасовно уживање за публиката со богат репертоар. На концертот ќе бидат исполнети македонски песни од различни периоди, како што би рекле ние од турско до европско, а во нашиот состав ќе бидат Ненад Вукојчич на хармоника, Миле Ѓорѓевски на гитара, Драгана Марковиќ на виолина, Дијана Постоловски на тапани, Мики Јовановски на кларинет, Владимир Ивановски на бас гитара. Концертот ќе биде на 19 ноември во 19 часот во Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово. Влезници за концертот во билетарницата на Центарот за култура. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.